Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 546 издание, кое што е именувано Макабре Филмфест број 29. Искрено не знам што представува за вас серијалот на емисија Макабре Филмфест и дали воопшто има некакво значење за вас, ама за мене е можност да извлечам квалитет од шумата на информации и да ги злоупотребам радиобрановите за да продискутирам за тие предсеестетски вредности кои што ги задоволува селектираното филмско дело кое што ќе биде обработено во рамките на оваа емисија. Ова е мојот 29-ти микстейп, ако повеќе сакате, на филмови кои ќе ви ги понудам, со тоа што денес селектирав две жанровски изданија, во кое првото е експериментално, вајано по мерка на љубителите на филмовите на Девид Линч и Николас Виндинг Рефн, а второто е одмазнички хорор филм, наменет за пошироките кружоци на љубители, пред се почитувачи на хорор жанрот. Нешто сличен е изборот со мелодрамите за денес, во кој што едната се базира на луцидните животни одлуки на еден од најголемите надреални сликари, а другата се поигрува со семеен однос помеѓу членовите на фамилија со кои сите може да се идентификуваме, посебно кога лажеме, и едната и другата тангираат пред се уметници во различни гранки. И за крај издвоив два документарни филма, се разбира едниот за филмска, а другиот за музичка дејност, со тоа што филмскиот е за еден актер ветеран, кој е пример за како треба да изгледа здравиот однос кој треба да го има еден актер кон лојалните фанови, кој е синоним за еден лик кој одамна има влезено во зајдгајстот на светската култура, кој си шета слободно низ кошмарите на гледачите, а последниот филм е за значењето на една мала продавница на винили во Торонто, која била во средиштето на образување на хаос и на хип-хоп сцената во Канада. Така што 6 интригантни филмски изданија ќе бидат составен дел од ова 29-то поред емисија од серијалот насловен како Макабре Филмфест, а која ја започнавме со три моќни композиции кои што се наоѓаат на второто студиско издание на еден од најинтригантните британски метал бендови, односно Waxed, кои го издадоа нивниот албум Negative Energy, од кој што имавте можност да ја слушнете композицијата Anti-Fetish, Cross My Heart and Hope to Die и Extremist, а во продолжение ќе слушаме уште една композиција од ова одлично дело кое што се уште го преджвакувам со тие прекрасни збороформи кои што се наоѓаат на него. Непотизам ќе слушнеме во продолжение на емисијата од оваа четворка која што доаѓа од Обединетото кралство. Ова е второ нивно студиско издание, првото беше насловено Cutting Culture, која што воопшто не беше наивно, меѓутоа со Negative Energy и тоа како докажува дека ова е бенд на кој што многу треба да се внимава во иднина во метал сцената, заради тоа што не се само атракција, туку имаат и што да кажат за начинот на однесување на човештвото и пред се неговите негативни особености кои што треба да се искоренат, предводени се разбира од моćниот громогласниот вокал на Меган Таргет. Така што продолжение ја слушаме Непотизам, составен дел од Negative Energy на Waxed. Данс е Макабре е емисија во која 14 сезони се зборува за уметност, со борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 546 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 546-то издание и секој од овие 29
изданија на едицијата Макабре Филмфест го започнуваат со жанровски филм, затоа што се уште сметам дека има непотребна жанрофобија и стигма во нашата држава, која се темели на гласните малкумина, гейткипери кои не сакаат нивниот преценет филмски вкус да се изволка со жанровските филмови, што па значи дека не ни знаат што пропуштаат во животот кога се тесногледи, па за тие кои се излечени од жанровските предрасуди постои токму оваа емисија, која е една од повеќето течења низ кои што може да се дојде до овие филмски благодети за сите тие кои што не дискриминираат помеѓу жанровите само за да се чувствуваат како филмски елитисти. Редовните слушатели информирани се дека селектираните 2 филма од секоја изданијата на Макабре Филмфест, кои што ќе ги рецензирам во емисијата, се составен дел од листата на 50 најквалитетни хорор филмови, која што ја подготвувам секоја година во рамките на Дансе Макабре и најдобриот го бирам во последната емисија од годината. Така што започнуваме со првиот филм за денес, односно слушаме најава за New Religion. New Religion е режисерско остварување на Кейши Кондо, односно ова е неговиот прв долгометражен филм по краткиот See You Again, кој неговото деби остварување самиот го дефинира во едно од интервјуата кој што може да најдам како абстрактен научно-фантастичен хорор филм и не е далеку од вистината, односно New Religion е филм во кој што Мијаби е девојка чиј што ќерка починува поради нејзино моментално невнимание, паѓајќи од тераса. Ја затекнуваме Мијаби во полоснежен период од нејзиниот живот во иднина, каде веќе е премажена со нејзиниот маж диџеј, додека самата се занимава со проституција, додека еден ден не налета на еден прилично чуден клиент кој не сака да ја допре, меѓутоа сака да ја фотографира, конкретно делови од нејзиното тело, најпрво нерветниот стол, потоа екстремитетите, за во последните сесии да заврши со фотографирање на нејзините очи. Сега во овој процес Мијаби започнува да чувствува дека нејзината почината ќерка е во нејзина непосредна близина и ја допира токму на фотографираните места и апстрактноста, односно експерименталните агенси на овој филм се воочливи уште во транзициите, во првите кадри, кај што се прелеваат концептот нели на молец и на кожурец во стилизирано црвено светло, што ќе биде колор палетата по која се разбира дека ќе биде препознаен и самиот филм. Поради таа соневита димензија се доближува повеќе до световите на Девид Линч, конкретно Twin Peaks или пак новиот Neon Demon, кај што доминантната боја нели ги плени и ги впива буквално ликовите во овој филмски кошмар, додека се создава митот за фотографот кој се обидува да го репродуцира процесот на нели мутација од кожурец во молец, но со помош на дупликатите на фотографираните битија кои што се оживотворени под негови дирекции, искористувајќи ги предсемнивните емоционални лузни за што е задолжен нели директор на фотографија Шоми Шима, така што во изведбата допира и до Кроненберговите телесни хорор филмови, конкретно Мува, што веќе сме во рамки на инсектариумите кои ги разглобуваат нели двата филма, само што тука нема голема љубовна романса за разлика од филмот на Девид, туку заемен е губитокот на саканиот, кој не постои начин на кој што може да се компензира. Очудувањето на музички план за образување на мрачниот амбиент, како што можете да слушнете е во самото дело, се погрижи Акихико Мацумото Мим, Абул Могард и Зезе Вакамацу. Иако е репетитивен во експерименталните прелевања, со повторувањето има една своевидна елаборација од страна на реконструкторот на нечие постоење кој со искажувањето пред се на неговите цели и намери, односно мантри, ако повеќе сакате, по кој што тој се базира
односно неговиот светоглед го базира. Снимен е со грст луѓе на неколку локации и прикажан е премиерно на Slamdance, потоа играше во Варшава на фестивалот Motel X, на Fantasy Film Fest и на Fantaspoa. Во Португалија беше дистрибуирано од страна на хорор порталот Bloody Disgusting и на каналот Screambox. Убеден сум дека ова е еден многу значаен модерен јапонски хорор филм со високи естетски норми кој ќе придонесе за реафирмирање на подзабораваниот J-хорор со оглед на тоа што одамна Tartan Asia Extreme лейбелот не го шокира светот и не постои, а новите филмови на Мике, на Соно и на Наката не ни доаѓаат на западниот пазар, а и кога ќе дојдат не носат некоја си свежина која беше синоним за нив за 90-тите и за 2000-тите години, така што потребно е да се појави нова генерација на автори. Прилично нужно е тоа да се стори, како што тоа се момците кои работат на One Cut of the Dead, например, или пак тоа е долгокосиот Кейши Кондо, кој што го сними овој хорор филм, на кој хорор жанрот односно ќе им стане, веќе е, но ќе им стане и нивната нова хорор религија. Така што во продолжение го ја слушаме пред се најавата за филмот The Wrath of Becky. The Wrath of Becky е режисерско остварување на Matt Angel и Suzanne Coot, кој што претходно ги има снимено хорор филмовите The Open House и Hypnotic, а моментално работат на Sick, каде што се разработува проблематичниот однос помеѓу една мајка и една ќерка. 2 години откако избега од насилен напад врз низиното семејство Беки, која што е глумена од страна на Лулу Вилсон, која што знаете од Haunting of Hill House и од мелодрамата Glorious, се обидува да го обнови својот живот под грижата на постарата жена, која што е нејзина старателка, односно нејзин сроден дух по убедување, односно Елена. Но кога група на попозната како Noblemen, односно благородни мажи, ако повеќе сакате, кои се аналогни на денешните Proud Boys, упаја во нивниот дом, ги напаѓа и го зема низиното сакано куче пред се Диего. Беки мора да се врати пред се на тие стари и добро познати начини да се заштити себе си и своите најблиски, што ќе значи дека таа ќе мора да изврши упад без да биде забележана во куќата во која нели ги коваат плановите терористите за атак на политички опоненти. Така што во прашање е продолжение на филмот Беки и се надополнува настаните од првиот филм, меѓутоа штом Беки дојде до USB-то со податоците, веќе нема враќање назад за одмазничката, нели пред чии што очи со истрел во глава завршува незината старателка, мотивирајќи ја незината лична одмазда пред се. Тоа значи дека Беки во манир на Еш vs од Evil Dead, односно Еш од серијалот, мора да се вооружи со пушките на кои ги поседуваат терористите и еден по еден на најгрозоморен начин со истрели, со бомби, со засеци, со закопани стапици во кои што ќе паѓаат, да ги елиминира и да им наплати мило за драго. Така што имаме комичноста и самосвесноста се конститутивни елементи и во овој филм, како и во претходниот филм, кој се обиде да стане на модерна култна класика, ако повеќе сакате, така што се што ќе погледнете тука бара дополнително оддавање почит на оригиналниот филм за хорор литерацијата на сам дома и спретниот пред се ловец Лулу, кој што оригиналниот филм беше снимен од Джонатан Милот и Кери Мурнион, а односно тие се авторите на Кутис и Бушвик, кои го најдоа рецептот како може еден филм со мал буџет и добри практични ефекти да изгледа доста моќно. Засилувањето во филмот е предводникот на терористите глумен од Шон Вилиам Скот,
еден од малкуте кои што имаат, да речеме, мозок во нивната глава, за во епилогот да се појави и прекрасната Кейт Сигал, отворајќи епилог конкретно во кој што Беки може да направи многу добро за државата, отстранувајќи терористи по легален начин, односно, ако повеќе сакате, институционализирано. Снимателката на Лаки, Джулија Свейн, е таа која што го визуализира филмот многу подобро од тоа што е возможно за парите за кои што е снимен, со монтирани експлозивни сцени од страна на Стивен Боер. Концептот на хорор филм за домашна инвазија се инвертира тука, кај што жртвата е токму таа која ги гони антагонистите во нивниот дом. Altitude филм го продуцираат надвор од го продаваат конкретно филмот надвор од САД, а во САД Queer Distribution и Amor Media се задолжени за дистрибуцијата, што би се рекло инди дистрибутери кои што никому не му се познати, за самиот филм да заврши на Amazon Prime. Филмот имаше својата премиера на South by Southwest пред да добие свое лимитирано прикажување во киносалите и на самата платформа на Prime. Кој вика дека реваншизмот не смее да биде забавен и претопен во крв, кога нели се убиваат благородни мажи, еден по еден од страна на нивниот плен. Така што се надевам дека нема да биде ова последен пат да слушнеме за ова инди одмазничка која што веќе има значка за нејзиниот заслужен труд. Кога е листата од 50 најквалитетни филмови во хорор филмови во прашање, се уште сметам дека сме многу назад од квалитетот оваа година, затоа што покрај овие филмови во изминатиот месец на оваа листа ги доаѓав и Медуза, Малум, Inexorable, Сису, Boys Afraid и Influencer, што значи дека листата сега брои 22 наслови, а логиката вика дека барем 25 требаше до сега да има, затоа што првата половина на годината се заокружува токму оваа недела, што убеден сум дека е квалитативно поразително оваа година, со надеж дека околу Хелоуин ќе ги добиеме повредните остварувања во втората половина на оваа година. Можам да ви препорачам исто така и инфлуенсерскиот Follow Her, потоа одмазливиот Wicked Games и трилерот Master Gardener, секако дека треба да се погледнат од ваша страна. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, имено во продолжение ги слушаме King Gizzard and the Lizard Wizard, кои што секојаш се добре дојдени кога имаат нов материјал да промовираат во рамките на оваа емисија, што најчесто се случува секој месец, со оглед на тоа што снимаат прилично многу албуми во рамките на една година, а нивното најново студиско остварување, 24-то поред, ако не се лажам, го носи насловот Петро Драгоник Апокалипс, односно, ако веќе сакате целосниот назив на албумот, е Петро Драгоник Апокалипс or Dawn of Eternal Night, An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. Односно, ова е подигнување на ерата на змеовите и вештерките кои што ќе доминираат со светот, албум создаден од Джеймс Есиите кој што е под силно влијание на треш метал и на прогресивниот метал, кој што е воочлив во создавањето, односно во влијанието на музички план на градење на нивните композиции, од кои што доказа тоа се творбите Converge, Witchcraft и Gila Monster ќе ги слушнеме во рамките на ова емисија од гневните и бучни австралијанци кои што ни говорат за создавањето на овие владеачи на светот кои што никако нема да може да ги сотреме доколку доминираат со него. Така што и слушаме продолжение на емисијата. Секојаш добре дојдените King Gizzard and the Lizard Wizard во Дансе Макабре и потоа ќе ви говорам за две мелодрами кои што и селектирав со ова издание на Макабре Филмфест. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 546-то издание, именувано како Макабре Филмфест број 29, а во вториот чин од 29-тиот серијал на Макабре Филмфест издвои филмови кои може да ви прелетаат под вашиот радар, две мелодрами кои
Како и во случајот на жанровските филмови, еден е поексцентричен, а другиот е пошироко прифатлив, за да има за секого по нешто, меѓутоа и двата допираат до животот на уметниците и како се третираат едни со други. Така што продолжение слушаме најавата за Daliland. Daliland е режисерско остарување на Мери Харон, односно неа ја знаете како режисерка на I Shot Andy Warhol, култниот American Psycho, потоа The Notorious Betty Page се извинувам, нејзини си исто така хорор филмот The Moth Diaries, Ана Никол, Чарли Сес. Има неколку филмови кои што се снимени за уметници со екстравагантни животи и пред се обидува со метафикција да ги пополни дупките во нивните животи со интригантни пред се случувања, што значи дека во незиниот нов филм во 1973 година еден млад асистент во галерија ангажиран да му биде од помош на остарениот гений Салвадор Дали, кој е во подготовка на нова галериска поставка во Њујорк, но некако слабо наоѓа инспирација и уште помалку посветува време да ги реализира неговите слики, кои се потребни за самата изложба. Тоа не го спречува да биде обкружен од подеднакво интригантни ликови, неговиот ентураж, што би рекле, односно свитата, кои се појавуваат на сите спектакуларни забави, меѓу кои се разбира дека се наоѓа и шок-рокерот Алис Купер, кој што станал добар пријател со Дали во сад, со кој ја делел неговата фасцинација пред се со бизарното или смртта, како што можете да слушнете како вечна инспирација на двајцата, што на музички, што на ликовен план. Джеймс, глумен од Кристофер Бриње, човекот преку кој гледачот има непречен пристап до задкулисните динамики на тоа што се случува во земјата на Дали, кај што најпрвен обсервира на невообичаените случувања, а потоа кога ќе забележи злоупотреба од страна на саканата Гала, глумена од одличната Барбара Сукова, која си има свој дечко, потполно незначајниот пејач на Jesus Christ Superstar, кој според неа ќе стане светска музичка звезда, а никој нема да се присети на делата на Алис, е најдоброто лицетворение на оддалеченоста од реалноста, затоа што Чичко Винсент Фурние и ден денес полни стадиони со неговите настапи, сум ги преслушал сите негови албуми, а пејачот во мюзиклот Jesus Christ Superstar до ден денес не знам, не ни сакам да знам како и се вика. Не ни морам нели да научам. Продирањето во сцената за сцената го вметнува во овој филм во рангот на делата како Almost Famous, Rockstar и останатите филмови во кои што индивидуа влегува во циркузот на славната личност и си го поставува прашањето на себе си дали си го наоѓа своето место во сето ова лудило. Езра Милер го глуми младиот Дали, а стариот Дали безпрекорно го долови Бен Кингсли со неговиот шарм, но и убедливо го представи во мигот кога ќе му биде соопштено изигрувањето од страна на саканата, сцена во која тој ја демонстрира пред се неговата доживотна посветеност на неа. Директор на фотографија Марсел Зискинд, кој ги кадрира екстравагантните екстериери, а музичките сегменти во сцените во кои се воочува немоќ на Дали му припадна на композиторот Едмунд Бут. Премиерата на филмот беше на Интернационален филмски фестивал во Торонто, потоа играше од Цирих, Рио, Торино, Гетеборг, Сан Франциско, а дистрибуиран е од страна на Bankside, Neon и Magnolia. А ако сакате да погледнете зад завесата на великанот на ликовната уметност, кај што сечие его е двигател на својот успех и на пропаста, тогаш дефинитивно треба да го погледнете Daliland. А во продолжение ќе ја слушнеме најавата на You Hurt My Feelings. You Hurt My Feelings е режисерско остварување на Никол Холов Сенер, односно таа ги има снимено Walking and Talking, Lovely and Amazing, Friends with Money, Enough Said, The Land of Steady Habits, како и многу епизоди од ТВ серии, што раѓа бројни болести кога се снима долгометражен филм, односно ова е уште еден филм за животот на уметниците,
кои што ги имаме на денешната програма на Макабра Филмфест. Меѓутоа, во прашање е книжевната сцена и долгогодишниот брак на една писателка која одеднаш се нарушува, нели, во мигот кога таа ќе ослушне нејзиниот сопруг зад грб, како ја дава искрената реакција на нејзината најнова книга, наслушнувајќи го разговорот кој што го води со неговиот пријател, односно кажувајќи дека воопшто не му се допаѓа романот кој го има напишано неговата сопруга Бет, глумена од Џулија Луис Драјфус. Тоа е суштествената идеја која ја поседува филмот, за која вреди да се дискутира, затоа што ова е филм во кој родителите ги повторуваат истите грешки на нивните родители, кои што сметаат дека нивните деца се најдобри во своите врсници, што и да им текне на памет да го работат, најдобро го прават, ако пишуваат се најдобри писатели, не дозволувајќи им да ја согледаат пред се вистината дека и можеби и не ги бива за тоа што го работат. Втората проблематика е всушност лажењето и криењето на вистината, од која патат двајцата брачни партнери и авторката и на мемуари и нејзиниот сопруг, терапевтот од кого и не се нешто многу задоволни клиентите, како што и самата писателка не е задоволна продажбата на мемуарите, како што инсистира нејзината мајка, затоа што вербалните навреди во книгата не биле доволно секси за да се експлоатираат за продажба во поголем тираж. Брачните партнери ја кријат вистината помеѓу себе со цел да не се навредат, што се претвора во проблем, затоа што наместо да се помират со своите недостатоци или да интервенираат, или ако може да се реагира, тие се склонни да се кријат за невистината, како што сопругот ги мрази, например, джемперите со век рагња или пак ушниците кои што ги добива сопругата од него. Меѓутоа не си кажуваат овие невистини и слабиот начин на кој што е обработен филмот е всушност неговата визуализација, затоа што ова интригантна проблематика е обработена во манир на некоја си долга епизода од ТВ серии, што го препишувам на долгогодишното работење во ТВ системот, која си има своји лоши навики, поради кој што страда оваа визуализација, кои се пренесуваат во рамките на играниот филм, за која е заложен снимател на Morning Show и Dear White People Джефри Волдрон. Се извинувам за тоа што да имаше посмел, комичен пристап, ќе беше Вуди Аленовски овој филм, за кој ќе вредеше повеќе да се дискутира, затоа што ако се пумпа позитивизмот на стероиди, ќе живееме во свет изграден од невистини и ќе заборавиме што е всушност вистините. Филмот имаше својата премиера на Sundance, а дистрибуиран е од мојата намилена дистрибутерска компанија A24, колку и да делува телевизиски, сепак содржи една проблематика за скривање на вистината со позитивност по секоја цена, која нема да го направи светот во кој што живееме да биде најдобриот од сите можни светови. Имав доста проблеми за селектирање на мелодрами овој период, затоа што многу филмови ги исполнуваа пред се критериумите, какви што се Are You There God, It's Me Margaret, потоа Good Person, How to Blow Up a Pipeline, Reality, Sanctuary, Blackberry, Godland. Ви гарантирам дека некој од нив во меѓувреме ќе добие засебна рецензија во мојата веб серија Видеологија на YouTube, а некој ќе се најде во 30-тото издание на Макабре Филмфест. Од незадоволството со модерното човештво во Обединетото кралство со кое што започнавме со албумот на Vext, издаден за Napalm Records, до неправилната балканска ритмика на австралијанските кралеви со рептилски мозок, King Gizzard and the Lizard Wizard, се селиме накратко во Норвешка, каде што ќе може да ги слушнеме најагресивните музичари за оваа вечер, односно ги слушаме норвежаните Тсюдер, станува збор за Black Metal бенд од 1993 година, име кое што го има добиено од култниот филм Pathfinder, од бенд кој бил активен во времето кога се случувале грозоморните чинови во поглед на скандинавската black metal сцена. Нивното најново издание Hellweger е создадено 8 години, ако не се лажам, по Антилив, така што има една долга временска пауза кога се неактивни Наг и Драулин.
кој што од нивното ново студиско издание Hellweger ќе ги слушнеме доколку имаме време Iron Beast, Престе Хаймерен и секако ќе слушнеме една композиција која што се наоѓа на нивното EP издание Tribute за Bathory, односно тоа е еден од најкултните скандинавски black metal, прото black metal или првата гарда на black metal бендови, односно Scandinavian Black Metal Attack, EP именувано од кое што ќе слушнеме композицијата Satan My Master, која што е обработка на култната тема на Bathory, бендот под кој што силно влијание се Tsuder, секако се под влијание и на Celtic Frost и на Darkthrone, на останатата багра на скандинавски метал бендови. Така што и од друга страна и од Possessed, од Sodom и од германската сцена на треш метал бендови. Така што ова е култен бенд кој со своите теми кои што допираат до мракот на човечкото постоење, црпат од хорор инспирација, црпат од Lovecraft, од хорор филмови, од најразлични битија кои допираат и до сатанизмот, тие се составен дел од тематиката која што ја разглобуваат во нивните композиции, а како нивна антитежа ќе се преселиме од Норвешка во Израел, каде што е издадено второто студиско издание на бендот Structural, именуван како The Crown, бенд кој што е активен од 2015, а втор албум по 2018, мислам дека беше Metacognition, стана збор за мелодичен прогресивен dead metal бенд, кој што исто така допира до антирелигиозни теми, меѓутоа ги разглобува со нивниот изразување на политички став и еколошки проблематики кои што ги разработуваат, така што од нивното ново студиско издание The Crown ќе слушнеме композицијата My Grass is Greener и Puppeteer. Така што уживајте во најагресивниот звук денес кој што ќе слушнете, Tsuder и Structural. Потоа се враќаме утре да ви говорам за преостанатите два документарни филма. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 546-то издание, именувано како Макабре Филмфест број 29. Во последниот чин на Макабре Филмфест секогаш издвојувам документарни филмови кои што се поврзани со одредени личности од филмската и музичката сцена, затоа што овие филмови не се застапени пред се на домашните филмски фестивали, иако имаат три значајни функции на документарниот филм. Едната е образовно-едукативна, втората е естетска и третата секако дека е забавен факторот. Па затоа се обидувам да најдам филмови кои ја слават љубовта кон уметноста која јас имам и затоа се одлучив да го рецензирам најпрвен Hollywood Dreams and Nightmares The Robert Englund Story. Hollywood Dreams and Nightmares, The Robert Englund Story, е режисерско остварување на Кристофер Грифитс, односно претходно ги има работено кратките документарни филмови Hell on Earth, The Story on Hellraiser 3, потоа има работено документарни филмови како додатоци кои што се појавуваат на DVD, Blu-ray изданијата на Fright Night, како и одличниот долгометражен документарен филм кој што се појави неодамна, Pennywise The Story of It, и покрај него филмот го режира Гери Смарт, кој што го знаеме како More Brains, A Return of the Living Dead, односно се работи на серијалот Dark Deities и моментално е во изработка документарецот на Police Academy на кој што работи. Заедно тие ќе го снимаат Robodoc, односно The Creation of Robocop, така што додатокот на изданието за Robocop, што значи дека документираат култни остварувања од 80-тите и 90-тите, кога растеле и пред се заљубени во хорор жанрот, заедно го снимаат документарецот за класично обучениот актер и режисер Роберт Енглунд, кој стана една од најреволуционерните хорор икони на сите времиња, односно еден модерен Лугоши, Карлов и Чейни. Во текот на неговата кариера Енглунд глумеше во многу.
познати филмови, но сите го знаеме како Фреди Кругер од франшизата Nightmare on Elm Street. Овој уникатен и интимен портрет го доловува човекот зад ракавицата и содржи интервјуа со кои што се направени со Енглунд и неговата сопруга Ненси. Потоа во филмот говорат и Лин Шае, Илај Род, се извинувам, Тони Тод, Ленс Хендриксен, Хедер Лангеркамп, режисерот Адам Грин, Тим Саливан и огромен број на негови соработници, колеги, филмски убийци. Се држува принципот на автонаративна документаристика, кај што Роберт кажува за неговото раѓање и љубовта кон филмот, потоа започнувањето во театар со својата кариера, како и појавувањето за прв пат во жанровскиот Eternal Life на Тоби Хупер и влезот пред се, кој му отвора вратата, односно да го направи неговиот влез во жанровскиот филм, иако најпрвин бил познат по сеја веќе култната серија Ви. Потоа соработува со Вес Крейвен и го креираат вонвременскиот убиец во Кошмарите на малите и на големите деца, Фреди Кругер. Меѓутоа се опфатени и режисерските потфати на Енглунд, на малиот и на големиот екран, како и филмовите кои не се во хорор жанрот, само што жал ми е што не е вбројан неговиот одличен перформанс во македонскиот филм како Лош сон во режија на Антонио Митричевски, со кој што може да го слушнете интервјуто кое што го направи во Дансе Макабре, во кое разговараме токму за процесот на започнување на нивната соработка за снимањето на филмот. Постои една кој што говори се разбира и за начинот на кој што работел со Роберт и неговиот пред се професионализам, кој што се разбира дека сите ги зачудува, кој што само сметаат дека е способен да глуми жанровски ликови, кои и тоа како не треба да биде ставено како некакво лишување на неговиот перформанс, заради тоа што има влезено во културниот зајдгајст за разлика од многу други поизвикани актери кои што не може ни да се доближат до неговиот успех. Нели постои една стигма кај актерите дека ако се појавиш во хорор филм ќе бидеш тајпкеснат, односно ќе ти се нуди само една варијација на таа иста улога и нема да може да се излезе од тој вртлог. Тоа е така се разбира за актерите кои што само таа една улога умеат да ја глумат. Таков не е случајот со Роберт, кој што ужива во секое ставање на ракавицата на рака и со задоволство посветува внимание на посетителите на конвенциите, кај што нели се сретнува со нив, затоа што знае дека љубовта кон хорор жанрот која тој ја има, ја дели со останатите посетители, но тоа воопшто не го спречува да се појави во стотици филмови надвор од жанрот, со оглед на тоа што дојде дури да глуми во македонски филм, а актуелен е во појавувањето на Stranger Things. Последно му го слушнав гласот во Choose or Die хорор филмот, а веќе најавува дека ќе се појави во претстојните Netinox и Harvest Moon, така што Роберт е машина која нема да престане да ги демне ноќните, да демне пред се во ноќните мори на гледачите. Питер Апелјард и Кристофер Грифитс ги монтираат нарациите врз фотографии, архивски снимки од емисии и филмови, нови интервјуа за потребите на филмот, снимки од конвенции, интервјуа со блиските, колегите, режисерите и пред се познавачите на жанрот, така што никој не го штеди неговиот убав збор кој е Роберт во прашање и тоа е така со право. Љубовно писмо од режисерите на Господарот на кошмарите со кои сите сме израснале. Пред се филмот беше прикажан на 75-тиот роѓенден на Роберт, а беше составен дел од филмскиот фестивал Sitges, кој може да се најде и на платформата на Screambox, ако сакате да дознаете кој е човекот кој што се крие зад ракавицата со ножевите. Во продолжение слушаме најавата за документарниот филм Drop the Needle. Drop the Needle е режисерско остварување на Роб Фриман. Тој има работено кратки филмови за себе и долгометражниот The Long Night. Овој режисер во неколку наврати го оживотворува низ неговата леќа животот во Торонто и во документарниот филм го насочува вниманието пред се на август 1990 година, кога на улицата Јонг се отвора продавницата за плочи, која брзо почна да ги обслужува потребите на радиото во коледжот, на диџеите кои што вртеа нови плочи далеку од мејнстримот и поблиски до андерграунд кружоците, преку раководството на основачот Јуџин Там. Органски стана центар во Торонто за денс музиката и жанровите што произлегува од тој пред се
подвид, односно музички бран, потикнувајќи ја и хип-хоп и електронската култура имено. Денес неговото влијание врз Торонто и прошувањето низ Канада е несомнено, а со оглед на изјавите кои што ги даваат диџеите кои се тепале да одат секој четврт во продавницата за да ги купат новите винили од продавницата Play the Record, дефинитивно е незаменлив белег од културниот развој на Торонто. Од изјавите на собственикот се запознаваме со работењето на продавницата за музичката опрема, винили, касети и дискови која се наоѓала во заден дел на продавницата, кај што там имал практика да поканува диџеи да ги вртат новите плочи на лице место и да ги миксат и при тоа да убедат потенцијални муштери да ги купат плочите. Многу интересни потфати се случувале во ова продавница за винили, како што биле нивниот избор на вработените на топ листи на омилени наслови по најразлични жанрови, поджанрови, потоа микстейповите кои ги правеле самите диџеи, поради кои самиот собственик добил рација од полицијата, кога музичките компании решиле дека само тие може да профитираат од туѓиот труд, а во пред камерата се појавуваат Аки Абе, Сократес, DJ Mensa и DJ Power, како и Расел Петерс, и сите говорат за уделот кој што го имала оваа продавница за плочи во нивното пред се професионално работење и градење на музички вкус, заради тоа што овие продавници за носачи на звук и тоа како влијаат за образување токму на тоа, на што е дознавање на тоа што е квалитет со непосредно разменување на искуство, дали со вработените, дали со истомислениците кои што ќе ги најдете во нив, така што барем и во мојот живот имале значаен удел за градење на мојот вкус со оглед на тоа што интернетот бил непостоечки и непосредниот сооднос и препораката која што доаѓала од луѓето таму и тоа како влијаело за истражување пред се, што денес се занемарува со оглед на тоа што имаме се на допир на еден клик. Во еден миг дури имале и своје студио во оваа продавница за снимање и изучување на миксањето и продуцирањето на еден албум и имало издаваштво во подрума на продавницата, која била центарот за оформување на таа музичка заедница која придонела за ширење на хаус, реге, хип-хоп културата во Торонто. Денес се е достапно на интернет и самиот там се двоуми дали да ја затвори продавницата која не работи со профит, без разлика на тоа што имал и школа за продуцирање исто такава просторија во продавницата, така што многу мудри потези направил за да биде профитабилна продавницата, да биде во текот со времињата, посебно ангажирајќи млади кои што се разбирале во музика и се ги поканувале своите пријатели да доаѓаат таму и се ширела таа културолошка размена, ама времињата се менуваат и физичкиот медиум нема никаков удел на слушачката култура. Денес е артефакт на друго време, без разлика на тоа колку е популарен, дискутабилно е дали може една продавница да обстои со него. Премиерата имаше овој филм во Едмонтон и играше и во Кингстон, а заврши на Amazon Prime. Режисерот ги монтира бројните изјави на канадските диџеи, MC-а и битмейкери кои израснале со плочите. Там има изјави дури од неговиот конкурент од истата улица за во детали да се навлезе во надпреварувачкиот дух за добивање на плочите прв во градот и да се задоволат потреби, ненаситните пред се потреби на диџеите. Е артефакт на музичката култура на Торонто кој ќе згасне во мигот кога ќе крене раце там од продавницата, за тоа што нема млада енергија која може да го наследи и да го живне местото, за да не биде само музеј на дамнешни спомени за тоа како на времето им било многу јако. Од документарните филмови кои имав можност да ги погледнам изминатиот месец, можам да ги издвојам Queen of the Deuce, Stan Lee, The Story of Nintendo и How Do You Measure a Year. Ова издание на Макабре Film Fest и останатите на Дансе Макабре може да ги пронајдете на YouTube канал Златко Илевски заедно со емисијата TV103 која што се емитува секој четврток на канал 103, како и мојата веб серија Видеологија. Исто така може да се пронајдат и на мојот канал на Mixcloud. А доколку сте заинтересирани да културолошки се наградите, да присуствувате на некој
концерт, дефинитивно треба да се посети културно-информативниот центар во 8 часот на 29 овој месец за концертот на джез триото Кондовски, Дробицки и Оме Рагиќ. Потоа 21 век, 1 септември во 9 часот во Младинскиот културен центар прв самостоен концерт и концертен настап имаат и последен удар во рок-н-рола заедно со културно-уметнички работници, со тоа што културно-уметнички работници настапуваат во сабота, а на 22 јули настапуваат последен удар, промовирајќи го нивниот албум Сега и за секогаш во рок-н-рола во Охрид. Да го најавиме, од 13 јули до 18 јули ќе се одржува 22-то издание на Синедес во Младинскиот културен центар. И секако најдоброто изненадување за оваа година, концертот на Наксатрас, кој што ќе се одржи исто така во Младинскиот културен центар на 29 октомври. Потоа да не се изостави Д фестивалот, 30 јуни започнува оваа недела и ќе трае, односно овој викенд трае до 2 јули, се одржува во Дојран. Потоа да не ги заборавиме гостувањата на Алжирс во Младинскиот културен центар на 10 октомври. Андерфест започнува исто така во МКЦ на 13 октомври и секако Аморфис доаѓаат во Скопје 2 ноември во Младинскиот културен центар како составен дел од новото загревање, ајде така да го наречеме, за новото издание на Таксират. А за крајот на емисијата слушаме проектот Outlanders, предводен од Тарја Турунен, поранешната пејачка на Nightwish, и Торстен Стенцел, кој што го создадоа ова дуо. Торстен е EDM пионер кој што создаде еден албум кој оперското сопрано на Тарја го комбинира со најразлични гостувања на композициите, дали се гитаристи, продуценти, со различни музичари, различен калибар. Избрав две творби кои што ќе може да слушнеме од остварувањето Outlanders, односно ќе слушнеме The Sleeping Indian, во која што гостува Джо Сатријани, и Never Too Far, композиција во која што гостува одличниот Майк Олдфилд. Така што со овие две творби од Outlanders го затворам 546-тиот гримоар на Дансе Макабре. Јас сум Златко Ѓелевски и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се.